Екипа од 30 луѓе, неколку тонска опрема, расветла и кабли на сите страни, проба број 1, проба 10 поред, се наштимува и подредува по претходно добро осмислена програма за работа. Се подготвува снимање од земја и снимање со дрон. Секој детал од музичкиот празник се следи од птичја перспектива. Оваа година во стилот на светските фестивали, дронот ја долови макфестовската магија. На почетокот огромен хаос и страв дека сепак нешто ќе ја наруши замислата. Претходно создадената визуализација на гламурозната сцена, но само по неколку часа синхронизирана работа на добро играниот тим професионалци, следи неверојатен епилог и гордост што сепак целата екипа успеала безпрекорно да функционира, оставајќи зад себе музичка, светлосна, емотивна импресија за паметење кај секој гледач. Влегуваме со позитивна енергија, секој од екипата, ние сме околу 30 луѓе што работиме на преноси живи. Секој од екипата си го знае своето место каде му е, знае што треба да прави во секој момент. Имаме комуникација, секој камерман слуша тоа што јас го говорам од репортажното возило. Јас сум вработен во Македонската радио телевизија веќе 33 години. Не сум толку млад како што изгледам. 33 години сум таму вработен. Работам забавна програма, тоа ми е имам и документарни филмови доста направено и така натаму, меѓутоа забавната програма ми е омилена, да речам. Јас ги работам сите фестивали што ги пренесува Македонската телевизија, од Фолкфест Валандово, па Штипскиот, Скопскиот кога беше, други фестивали што ги правиме, не знам, Роса и така натаму. Импресија во стилот на светските фестивали и моменти за паметење синоќа понесе секој посетител од ревијалната Макфестовска вечер. И оние пред малите екрани кои го следеа директниот пренос на Штипскиот фестивал од страна на Македонската радиотелевизија не останаа рамнодушни ниту на слушнатото, ниту пак на виденото. Бројни пофалби за сработеното доби и првиот во екипата на Националниот јавен сервис, режисерот Перо Попов. Григор Попов беше воодушевен, ми се јави баш на телефон додека траеше преносот и вика ова изгледа како Санремо. И навистина беше магично. Синоќашното искуство е ново и не толку вообичаено, но се покажа како многу позитивно, велат организаторите, а според искусното око на овој доаен во режисерската фела, за догодина ќе има сериозни настојувања Макфест да се случи под отворено небо.